Да, после вестите минути за првиот разговор во студиото. Дали сите граѓани ги уживаат еднаквите права? Дискриминацијата гледана низ призмата во различни сектори, од образование до здравство, јавни услуги. Кои мерки се превземаат за надминување или сузбивање на нееднаквиот третман и како дискриминацијата влијае врз животот на граѓаните? Добар ден му велам на мојот прв гостин денеска во емисијата, господинот Душан Томишик, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Поведе. Зборуваме за дискриминацијата како еден, да го речам, сериозен проблем, имајќи во предвид дека во различни ресори, може да кажеме, се чувствува. Што денеска практично би бил најголемиот извор на дискриминација кај нас? Па според податоците на комисијата и представките кои што стигнуваат до кај нас во 2024 година, како заокружена година и во 2025 веќе сме на крај, највеќе има представки во областа на работата и на работните односи. И потоа понатаму следат јавниот сектор, институциите на државата, понатаму медиумите, особено социјалните медиуми и следствено на тоа образование и така натаму. Мислам дека во работата и во работните односи најповеќе представки има за дискриминација. Така. Што практично во однос на представките кога говориме, односно колку од нив ги добивате годишно на годишно ниво и што покажуваат податоците? Расте ли свеста или расте дискриминацијата? Така, во 2024 на крајот имавме околу 481 представка, што значи порас на представките од 43% во однос на претходната година. Можеме да кажеме дека јавната свест расте и луѓето се повеќе се осмелуваат да поднесуваат представки кои што нели ги заштитуваат нивните права по однос на некоја заштитена карактеристика, така да и во 2025 расте бројот на представките и тоа е добро, дека луѓето веќе препознаваат како нели да се ги заштитат своите права и дека сите сме еднакви пред законите и уставот. Практично дека можат и да најдат институција на која што директно нели ќе ги посочат своите проблеми. Може ли денеска во Македонија да речеме да се пријави дискриминација без страф од одредени последици? Споменавте дека во различни сфери и во различни сегменти ги има, вклучувајќи нели јавниот сектор, работните односи, кога тука можеби е малце и посензитивна состојбата? Да, дури има и законска заштита, тоа се вика виктимизација, доколку пријавите дискриминација и повторно се случуваат дејства бидејќи сте пријавиле дискриминација. Тоа е уште потежок облик на дискриминација. Комисијата и тука постапува, доколку нели ни пријави подносителот дека по пријавата за дискриминација има проблеми на работното место, комисијата повторно интервенира и се обраќа до работодавачот, се со цел да го заштити лицето. Сметам дека граѓаните се охрабрени, дека нема толку страв да се пријавува дискриминација. Има некои предмети каде што самите лица сакаат да останат анонимни, нели ние поведуваме постапка по службена должност, но во голем дел самите пријавуваат. Тоа кажува фактот дека 87% од доставените пријави до комисијата се од страна на физички лица против соодветниот потенцијален дискриминатор. Тоа кажува дека нели лицата отворено влегуваат во заштита на своите права, во бранењето на еднаквоста, нели без разлика кој е работодавачот. Како изгледа постапката од моментот кога ќе стигне до да речеме конечната одлука? Па вака, значи пријавата може да се достави до комисијата на неколку начини. Едната е нели на адресата на комисијата, втората е по електронски пат. Ние имаме ни QR кодови каде што може да скенирате и да пријавите, кои што ги доставивме до неколку институции. Кога ќе влезе пријавата, таа се архивира и пријавите кај нас се распределуваат подеднакво кај сите членови на комисијата, без разлика на областа за која се однесуваат, значи ротираат и нели секој член добива различни видови на представки и не може да бирате јас ќе работам оваа представка или јас оваа, тоа е електронски систем кој што по случајен избор бира член да има еднаква распределба на средствата. По добивање на представката истата се разгледува заедно со стручната служба, имаме правен сектор за заштита кој што нели заедно со нас ги гледаме сите представки, доколку тврдењето во представката стори веројатно дека другата страна извршила дискриминација, представката се упатува на изјаснување од страна на посочениот дискриминатор.
тогаш се префрли товарот на докажување, значи тогаш товарот од странката која ќе дискриминирана се префрла на потенцијалниот дискриминатор кој што треба да објасни, да даде аргументи дали сторил или не сторил дискриминација во наведениот случај. По добиените докази повторно се разгледува самата преставка, доколку има потреба правиме и службен увид, значи посета на лице место, да разговараме со институцијата или со физичкото лице кое што е посочено, за да нели го опипаме и пулсот, сепак е многу подобро кога ќе реално ќе ја видите состојбата, ќе добиете повеќе осет. По сите овие постапки се предметот се реферира од страна на известителот член на седница на комисија и комисијата одлучува нели со гласање. Ние сме непарен број на членови, нели некогаш е со консензус, некогаш има едни што гласаат за, други против, врз основа на аргументите и по донесување на одлуката, тоест мислењето, дали се утврдува или не се утврдува дискриминација, истото се доставува до лицето кое што ја поднело представката и до дискриминатора доколку се утврди нели во мислењето дека постои дискриминација. Сега откако ќе заврши да речеме ова, сепак цела постапка е нели за и двете страни да се увидат аргументите, фактите кога се работи за соодветен случај, дали се спроведуваат одлуките или се игнорираат некогаш? Па да ви кажеме од досегашното постапување на комисијата гледаме еден позитивен тренд да институциите одговараат, не сите еднакво. Многу поголемиот број од институциите одговараат на нашите мислења и ги спроведуваат препораките за да се отстрани самиот чин на дискриминација и ние имаме законски рокови каде што дискриминаторот треба да го отстрани нели постапувањето кое што води кон дискриминација. Тоа е минимум 30 дена, но најголемиот рок е 6 месеци. Обично се дава пократок рок во случаи кога дискриминацијата од помал обем или каде што може брзо да се интервенира и да се отстрани нели самата дискриминација, но доколку останува збор за системски промени на законски измени кои што некогаш носат и буџетски импликации, ние се обидуваме да дадеме и простор нели ако е државен органот да може тоа се да го изведе, бидејќи тука нели пак се вклучени други институции кои што треба да добиваат финансии, треба да се смени закон, тоа зависи некогаш и од собранието, не е самата институција. Но генерално сметаме дека имаме позитивен тренд, дека не чувствуваат институциите како некој орган што постојано напаѓа, бидејќи ние се обидуваме со нив да разговараме дека тоа создава дискриминација и дека ако се отстрани таа практика нема ни они да го имаат проблемот во иднина. И се обидуваме барем во некој дел да создадеме партнерски однос, но има институции кои што игнорираат, за кои што нели си има понатаму во законот други постапки кои што комисијата ги има како механизам. Ја споменавте законската легислатива, клучна нели важна кога треба да се целосно да се оформи еден предмет, меѓутоа каде во законската легислатива може да се спомене дека има празнини кои што мора итно да се сменат или мерки кои што на краток рок би ја подобриле заштитата од дискриминација. Па еве ја би се осврнал на почетокот од Европската комисија од последниот извештај во поглавје 19 и 23 каде што директно се споменува недискриминацијата во извештајот и Тоа беше едно од следните прашања, меѓутоа убаво што го споменавте. Да, добро. Значи во поглавје 19 Европската комисија кажува дека државата нели треба да продолжи да се согласува со правото на ЕУ за еднаквост и недискриминација. Понатаму вика дека тоа усогласување треба да биде особено со директивите за родова еднаквост, равнотежа меѓу приватниот и јавниот живот и професионалниот живот и транспарентноста на платите, значи тоа се директиви кои што нели ја допираат родовата компонента. Во поглавје 23 во делот на фундаментални права кажува дека треба да се обезбедат доволно финансиски и човечки ресурси за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, со цел Комисијата да може да функционира независно и да може да ги обавува сите своји законски надлежности, но и да обезбеди системско спроведување на законодавството за недискриминација. Тоа значи дека и владата на нашата држава пред 3 години чинам има донесено одлука со која сите закони треба да се согласат со Законот за спречување и заштита од дискриминација, што не е случај. Дел од законите се усогласени, дел се уште не се усогласени. Сега пред некое време, пред 10 дена, видовме една иницијатива од Министерството за социјална политика, демографија и млади, која што упати повторно апел до институциите да ги усогласат своите закони со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Се надеваме дека
Тоа ќе биде бидејќи ние е услов нели за пристапните преговори. Во многу нешта ќе ни олесни и нас работата кога експлицитно во законите ќе ги се наведат основите и ќе се наведе по кои основи лицата не може да бидат дискриминирани. Да. Што во пракса тоа практично би значило? Зашто споменавте дели во однос на капацитетите, во однос на кадровскиот потенцијал и слично? Па тоа ќе значи многу, зашто ние сега имаме исполнетост на капацитетите многу низок. Само 16 вработени имаме во стручна служба, што не знам колку 36% од целата систематизација ни е пополнет. Ни недостасуваат луѓе во оделението за превенција. Имаме само едно лице кое што работи на превентивните активности, а законска надлежност на комисијата нели е да ја подигнува јавната свест, да работи на превенција, бидејќи нели како што викаат 1 грам превенција, 100 килограми интервенција, и сметаме дека подигнувањето на свеста и воочувањето на самите институции околу еднаквоста во постапувањето е многу важно за да дај Боже во иднина се намалат претставките нели кои што ги поднесуваат граѓаните, да имаме една еднаквост пред законите без разлика кој што сте, од каде потекнувате, нели како се чувствувате. И затоа сметаме дека тоа е многу важно. Важно е да се зголеми буџетот на комисијата. Ние располагаме со доста ограничен буџет каде што да кажеме едвај ги исполнуваме работите кои што можеме да ги исполнуваме. Немаме возило за увиди, значи патуваме со јавен превоз или со сопствени возила ако треба да идеме надвор од градот. Така да тоа се едни слабости кои што ги има комисијата за во иднина да ако не се подобрат нема да може да ги исполнуваме сите законски надлежности. Имаме исто така мандат да правиме извештаи, значи годишни по однос тематски, во однос на интерсекцијска системска дискриминација, и тоа исто така бара луѓе кои што нели се разбираат од антидискриминацијско право, да може да ги пишуваат тие анализи, да даваме коментари на одредени закони кога се во фаза на подготовка, што во иднина ќе спречи нели пак поднесување на претставки. Така да сметаме дека треба да ни се дозволи да вработиме или да превземеме дополнително број на луѓе, но и да ни се даде една финансиска независност, да имаме посебна независна буџетска линија, како што сега се предлага нели за судиите и јавните обвинители, да можеме да ние управуваме, да не мора секогаш да зависиме од одговорот на Министерството за финансии, така да сметаме дека тоа е дека треба да се гласа таа посебно кога се гласа буџетот како посебна ставка собранието да гласа, бидејќи ние сме тело кое што нели е собраниско и независно и не би требало да зависиме од владините институции, бидејќи ако се гледаат и статистиките, најголемиот број на претставки, најголемиот сега истекаде во светот е така дискриминатор е позицијата на МОК во институциите јавни, каде што нели луѓето се обраќаат да остваруваат некои од своите права, и ако вие немате механизам да сте нели независни, тогаш државата едноставно може да комисијата да ја сведе нели на минимализам, за да не може да нели соодветно да се постапува. Што директно не води кон следното прашање за да речем најважните надлежности и цели на самата комисија. Па самата комисија во член 27 има широк диапазон на надлежности. Првата и основната е заштитата од дискриминација. Таа е таа реактивна, нели, кога ќе се случи веќе дискриминацијата, да може да се поведе постапка, но има голем диапазон во однос на подигнување на јавната свест, во однос на превентивните активности, во однос на подготовка на извештаи и анализи за одредени состојби каде што се случува интерсекцијска дискриминација, тоа се системски проблеми, неинституционално постапување. Имаме исто така мандат да учествуваме во подготовка на извештаи кои што се однесуваат на државата кон европските институции или институциите на Обединетите нации. Така да голем е значи работа со образовниот систем, со учениците во подигнување на свеста, одржување на обуки за недискриминација, и во таков еден голем обем на законски надлежности ние треба да даваме мислења по законите кои што се предлагаат во собранието, но со ваков капацитет за жал не можеме сите да ги оствариме. Најголемите ресурси ги трошиме на заштитата, бидејќи е голем број на претставките, кажав околу 480, и од година во година се зголемува. Како повеќе комисијата нели настапува во јавноста и се вршат овие и еве и оваа денешната емисија, така луѓето повеќе дознаваат за комисијата и повеќе претставки ни стигнуваат, но тоа уште повеќе на еден човек значи уште повеќе предмети што ги намалува другите функции на комисијата. За жал и се надеваме дека следнава година веќе успееме да обезбедиме уште неколку лица кои што би биле во делот на превенција и во делот на подготовка на тие
извештаи во однос на интерсекцијска и системска дискриминација и во однос на давање на мислење на предлог закон или стратегии кои што се носат од страна на Во однос држава. на некоја стандардизација, ако може така да говориме, колку лица се потребни, а колку сега функционираат, што Па сега спомнавте? сме само на 36% од целокупниот исполнет капацитет, еве да стигнеме барем до 55-60% од она што ни го кажува систематизацијата, сметам дека ќе биде доволно, значи да донесем уште 20 колеги во одделението за заштита, но одделението за превенција сигурно ќе ни треба уште 20-тројца луѓе, бидејќи тоа се интензивни активности. Исто така ни треба лице плюс кое што ќе работи нели сега со новите, да кажеме, социјални медиуми, Инстаграм, Твитер, бидејќи младите веќе и телевизија малте и да не се гледаат, туку се активни нели на други медиуми и сметаме дека тука ни е исто можноста каде што може да се развиваме во користењето на овие современи социјални медиуми за да стигнеме најпред се до младите луѓе за да ја правиме промената кај нив. Бидејќи во услови еве и глобално трендовите и во Европа и во светот даваат едни антиродови движења, се шири национализмот, гледате фашизмот, еве гледаме и веќе некаде и антифашистички протести дури. Има бидејќи влијанието на ултрадесницата е во постојан пораст и тоа ја зголемува омразата помеѓу одредени етникуми и сметаме дека младите се полето каде што треба да ги доближиме едни со други за да во иднина нели имаме една подобра држава, поеднаква, луѓе да се почитуваат без разлика кој се и од кај се и какво етничко потекло носат. Така, нулта толеранција за нетолеранцијата, Така, практично да го речеме. Имаше сега последниот, да речам, последниот период пред неколку дена, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донесе мислење со кое што се утврди дека родител на прваче во Прилеп нели извршил тешко вознемирување врз основа на етничката припадност и општествениот статус. Знаете нели за случајот. Еве генерално не само овој случај, туку и за многу други. Споменавте дека се работи конкретно еве на особено на овој проблем на меѓусебното разбирање, меѓусебното почитување, бидејќи сепак Македонија е мултикултурна држава во која што нели треба да се почитуваат правата подеднакво на сите граѓани. Така, потполно се во право, има повеќе случаи на кои што се во делот на образование се однесуваат на... Споменав овој како еден од последните, еве да имаме една рамка. Се однесуваат на сегрегација и се однесуваат нели на групирање на одредена група од етничка заедница во рамки на самите училишта. Тие се бележани како училишта каде што учи таа етничка група и се случува да родителите од другите заедници не сакаат да ги запишуваат учениците, иако се реонски определени, нели, согласно реонската поделба што носи општината и мораат таму да го запишат своето дете. Веќе против Македонија има и пресуди од Европскиот суд за човекови права, тоа е Елмазова и останатите против државата, има пресуди и од нашите граѓански судови каде што е забрането да се сегрегираат или физички оделуваат ученици од една етничка една етничка група, за жал се уште се случува тоа. Врз основа на самата пресуда од Европскиот суд беа инициирани измени на Законот за основно образование, каде што се зајакнаа механизмите за неможноста нели да се отпишуваат или запишуваат деца по желба на родителот, но сепак сметаме дека се остави една можност каде што родителот со нотарски изјава ако смени живеалиште и го поднесе тоа до општината, може да го запише своето дете надвор од тој реон и сега се случува да прават фиктивни договори за изнемување или бабата, дедото живеат на таа адреса и повторно се случува сегрегацијата, што не е добро. Мислам дека државата, пред се и општините се тука надлежни, бидејќи тие се основачи на самите училишта, треба да работат на обезбедување на клима каде што и децата меѓу себе ќе се дружат и ќе учат, бидејќи тие треба и да живеат понатаму заедно. Не е целта да ги оделуваме учениците, туку целта е да ги спојуваме и да се работи на планови за десегрегација, каде што нели ќе се разбијат етничките училишта и би се направиле комбинирани паралелки. Тоа е еден предизвик, воопшто не е лесна задачата. Ние сме свесни и добиваме дописи и од самите директори на училиштата кои што бараат подршка и помош од страна на комисијата. Ние даваме некои наши видувања и упатства, но сметам дека општината е главниот мотор кој што може тоа да го направи преку сега обезбедување на автобуски превоз, каде што тие дечиња може
нели комбинираат во разни згради на тие училишта, да се подобри квалитетот на наставата во тие училишта, да се вложи повеќе за да нели тоа училиште добие имидж дека не е училиште само за таа одредена категорија на ученици. Сметам дека тоа е објективно голем проблем, бидејќи се почесто, барем од наше видување, гледаме дека младите се раслоени, дури не се ни познаваат, има случаи каде што не може веќе ни да се разберат на еден јазик. И тоа е генерално проблем кој што се пресликува и во представките. Гледаме дека најголемиот процент на представки се однесуваат на етничката или националната припадност, и тоа е еден аларм дека треба повеќе да се работи на мултикултурализмот и да се интегрираат младите, дека живееме во една држава, таа е мултикултурна и дека сите нашата е таа татковина, немаме друга. Така, и мора да се работи на долгорочни решенија и долгорочни планови, бидејќи се она што се прави, нели адхок или како краткорочно решение, гледаме дека не дава резултати, нема ефект. Во однос на заштитата при работа, работните односи, социјалниот момент. Па вака сега има и доста голем број на случаи и работните односи се нели најчесто пријавувана област, но некогаш се случува и мешање, мислам тоа може да е од и непознавање на материјата. Доста голем број луѓе, кога не постапува државниот инспекторат за труд, е мандат негов, се обраќаат и до кај нас, каде што ние немаме законска надлежност да постапуваме, ако нееднаквоста на работното место не е врзана со некоја од основите кои што се наведени во законот. И некако стануваме заменска институција на некои други институции кои што би требало да постапат. Ние се обидуваме во овие случаи да интервенираме и до тие инспекторати, до тие органи, го преследуваме предметот, но гледаме дека и граѓаните бараат и од нас, нели, како што се вика, можност за поддршка во тие конкретни случаи. Се обидуваме да постапуваме каде што има основа, простор и да помогнеме, бидејќи стварно некогаш се случуваат многу лоши работи на работните места кои што стварно не го нарушуваат и човечкото достоинство, влијаат на психолошката состојба на самите лица, предизвикуваат и некогаш и здравствени проблеми кај самите индивидуи. Гледате дека тоа лице едноставно бара поддршка и сметам дека и во тој дел комисијата може многу повеќе да направи ако ни обезбеда дополнителен број на луѓе, бидејќи не е само представката како решавање на и донесување на мислење, тука и поддршка на странката пред институциите. Точно сметам дека исто така важно и давање на таа психосоцијална поддршка можеби малку во тие моменти кога се чувствува дискриминирано и кога секако не ви е убаво нели на работното место, кое што понатаму предизвикува во многу случаи и стварно здравствени проблеми. Па директно допира и во секторот здравство како директно и во здравство и во социјалниот живот, луѓето се повлекуваат, нели бараат некаде да се искажат, не им се дава простор на работното место да кажат своето мислење или својот став. Во многу случаи губат канцеларии, нели дури немаат никаква комуникација, ги отфрлаат од мејлинг работните листи, што стварно за било која индивидуа не би сакала се најде во таква позиција, нели кога ви исклучуваат од колективот и стоите на страна и цело време нели се случува вознемирување на самото работно место кое што кажав и директно влијае и врз животот и врз среќата на човекот на крајот на криштата. Да. Глобалната иницијатива, тоа е посебна глобална иницијатива, меѓутоа сите се некако тесно поврзани. 16 дена активизам за борба против насилство врз жените поведе една активност кај младата популација дека не се потребни само тие 16 дена символика, туку 365 дена одговорност. Ова го споменувам бидејќи тоа е нели активна кампања која што се води, меѓутоа да се разобличи, ајде да го кажеме на еден начин, оној декларативен пристап кон родовата еднаквост. Споменавте дека има случаи кои што директно на оваа проблематика се базираат, а сигурно има реакции или представки кај вас. Да, ние не сме директно кога има наследство, нели си има институции кои што треба пред се МВР и центрите за социјална работа, но нашата улога е тука да работиме на родовата еднаквост и да ги разбиеме оние родови стереотипи за улогата на мажот. Тесно поврзани, вашата е друга активност и друга нели работа, меѓутоа сепак во однос на проблемот за родовата нееднаквост е како поширок. Генерално е голем и се уште постојат родови стереотипи кај нас дека нели улогата на жената е само домакинка, да чува деца и така натаму, додека улогата на мажот е да заработува и да гради кариера. Мораме да ги промениме овие стереотипи и мораме да работиме на превенција од насилство и зголемена заштита. Гледаме дека веќе
во овие 16 дена почна кампања каде што нели ако слушнете или чуете насилство треба да го пријавите. Сметам дека треба таа активност да биде континуирана, бидејќи сведоци сме на зголемени случаи на фемициди каде што нели во нашата држава во последните 3 години, дека тоа е сериозен аларм дека институциите многу поактивно треба да се вклучат во решавање на овие случаи, особено кога има индиции веќе за тоа. Сведоци сме на неколку убиства каде што претходно сторителот веќе и постапувал со чин на агресија или кон жената или кон блиски од семејството на жената, а не е превенирана таа состојба и се случија за жал работите за кои што сите сме сведоци, секако превентивни кампањи, многу работа, многу зборување, зајакнување на стручните служби на центрите и тие имаат недоволен број на стручни лица и они се оптеретени со голем број на случаи, но сметам дека треба да се работи 365 дена, не сте доволни само овие 16 дена се подсетиме нели дека постои проблем во државата, туку дека и се зголемува и секако ние како комисија сме тука да работиме на подигнување на свеста и на изедначување на улогата на мажот и жената во општеството, со што сметаме дека и ќе се намали понатаму овој родово базирано или семено базирано насилство. Така, бидејќи, ајде ако споменеме дискриминацијата како корен на проблеми ги земеме, почнува нели во домот, дискриминација на работно место, дискриминација во општеството и потоа нели како еден синџир на активности добива една поширока рамка. Соработка со невладиниот сектор, со граѓанскиот сектор, колку е важна, колку е битна, имајќи во предвид дека споменавте, треба да се опфатен пристап кога се работи за оваа проблематика. Значи, ние се обидуваме да изградиме силно партнерство со граѓанските организации, сепак тие се оние организации кои што се од теренот и кои што се дел од нив и од самите лица од тие заедници за кои што нели се борат да ги остварат своите цели. Имаме подпишано голем број на меморандуми со разни граѓански организации во делот на спречување и заштита од дискриминација. Ќе се обидеме во иднина да имаме месечни или квартални состаноци со поголемите мрежи кои што нели со нас има случајно меморандуми за да наброиме точки од 1 до 5 во кои делови можеме ние да бидеме една глас повеќе на таа заедница. Еве баш утре имаме закажано подпишување со Републичкиот центар за лица со интелектуална попреченост во кој што сакаме да застапуваме работи и измена на закони кои што ги допираат овие лица. Имаме исто така со ресурсниот центар на родители на деца со попреченост и со многу други организации, сега да не ги набројувам сите, но граѓанските организации се најголемиот партнер на комисијата за спречување и заштита од дискриминација, мрежата за заштита од дискриминација, каде што заеднички или они можат до нас да упатуваат нели примери барања за дискриминација за да. групата која што ја застапуваат, или ние заеднички можеме да создадеме едно поголемо тело кое што нели ќе биде многу погласно, значи кога сте повеќе секогаш и државата реагира посоодветно, така да за нас они се еден од најважните партнери можеме да кажеме, каде што споделуваме искуства и знаења и тие прават доста анализи од теренот кои што нас ти помагаат во одредени случаи, заедно со нив се јавуваме како при тужби против државата, како пријатели на судот или заедно поднесуваме тужби со нив. Имаме такви примери во праксата, така да сметаме дека тие се исклучително важни. Крајните ефекти секако се подобри. Меѓутоа овде се наметнува прашањето и на почетокот споменавте дали и колку граѓаните доволно ги познаваат своите права и како вие им помагате во тој сегмент? Па ги познаваат, но не секогаш. Има странки кои што се обраќаат, кои што буквално се запознаени или зимаат нели правна служба адвокатска која што им помага во заштита на нивните права. Има други кои што помалку знаат кои се нивните права и како може да ги остварат. Ние по самата представка нели оценуваме колку има познавање во областа за која што поднесува. Таму каде што нема доволно познавање се обидуваме да обезбедиме и правна поддршка и да му дадеме насоки или нели како да се избори со неправдата, но секогаш сме тука и заеднички да ги процесираме овие предмети. Сметаме дека свеста расте, жалосно. Ние немаме канцеларии надвор од градот Скопје, тоа малце е за нас хендикеп, бидејќи еве Народниот правобранител има 8 регионални канцеларии каде што граѓаните имаат полесен пристап.
до нив сега ќе се обидеме преку ЗЕЛС, веќе имаме некои разговори од следната година да допреме до локалните тела за еднаквост кои што се формирани во рамките на општините за различни основи, нели има и тела за родова еднаквост, за било која форма на еднаквост, различни се телата, да пристапиме кон нив да видиме кое тело е активно, кое не е, и тие да не бидат некако комуникацијски канал со општините каде што комисијата нема своји канцелари. Она што исто се спроведува моментално, држиме обуки на службениците, на пратениците, како се викаат, отворени канцелари. Почнавме такви активности каде што и со нив разговараме, бидејќи они имаат допир исто со лица од општината, нели, кои што сакаат или да го прашаат нешто пратеникот или имаат проблеми од природа, ако се однесува на заштита од дискриминација, дека може да не побараат, и што кажав дека имаме изработено QR кодови кои што сакаме повеќе да ги дистрибуираме на секаде, за да можат луѓето полесно, нели, да пријавуваат заштита од дискриминација. Како директен линк, можеби, помеѓу граѓаните и институциите, споменавте дека е важно да се воспостави една мрежа на регионални, да ги наречеме центри, имајќи во предвид дека сигурно состојбата, не само во градовите ни земјава, особено па да споменеме во руралните места. Како па таму би била, можеме да предпоставиме состојбата и колку да добијат услуга, соодветно, односно да побараат помош. Точно, и таму и свеста и знаењето можеби се помали и не мора секој да знае, нели. Но сепак е информацијата добра да дојде, доколку во некои одредени ситуации лицата се почувствуваат дека се дискриминирани, да знаат каде да се обратат. Ние сме свесни дека и регионалниот развој во нашата земја не е еднаков. Скопје е еден центар каде што се е лоцирано, но ако видите во делот на услугите од било кој вид здравствени, социјални, како сакате, образовни, дека селата и руралните места се малку поотсечени. Ние како комисија веќе постапуваме кон голем број на општини каде што одредени села немаат ни пристап до вода во 21 век. Значи тоа се огромен број на општини, вака можеби звучи фрапантно, но е голем обемот откако почнавме да ја истражуваме темата, така да пристап до пат, до школа, осветлени улици, безбедно живење, соодветно домување, тоа се едни работи кои што ни се случуваат во нашата држава, кои што не се третирани соодветно во претходните 30 години. Секако дека државата, еве сега има, нели, заем кој што се даваше на општините да аплицираат за грантови, да се стават како приоритетни, бидејќи лесно е вие да изградите трговски центар во урбана средина и да кажеме еве имаме нови игралишта, но треба да се земат во предвид и местата кои што се малку подалеку од Скопје и се подалеку од големите градови, каде што треба да се создадат услови на живот, бидејќи тоа е директно кршење на човековите прави. Ако немате пристап до вода, мислам што очекувате понатака. Така, основните потреби во 21 век, кога веќе светот оди на брза лента напред, ние говориме за некои основни елементарни услови за живење, за жал. Сега пред да позборуваме за двете превентивни кампањи, она што можеби се активности со кои што ќе ја заокружите еве годинава, бидејќи еве во декември правиме можеби пресек на се она што било направено, се она што во иднина ќе се направи како активност, би сакала да ја прашам дали може да се позборува и за позитивни примери, да издвоите неколку примери кои што се еве реализирани и на кои што директно комисијата имала удел и влијание. Точно, има такви, би спомнал населено место Казандо, Валандово, исто луѓето немаа пристап до вода, пија вода од бунари, тоа беше лани, кога беа и високи температурите, пресушија бунарите за вода. По наша интервенција и идевме неколку пати и на самото лице место, тогашниот градоначелник на општина Валандово го приклучи целото село на градскиот водовод, што за нас беше исклучително добра вест и благодарност до тогашниот градоначелник што нели излезе во пресрет на овие граѓани. Има случаи кога со дечиња во образование има доста голем број на добри примери каде што комисијата по нејзина интервенција нели се стишила состојбата. Понатаму имаме еден пример каде што ученици од исто училиште, од различни етничка заедница никогаш не се сликале на табло заедно, што за нас беше исто така многу чудно. Разговаравме со самото училиште, веќе се согласи и сите родители да бидат тие веќе заеднички таблоа, но за наша среќа и општината таму имаше еден пат кој што беше неасфалтиран, кал, децата газеа во стварно несоодветни услови до самото училиште, го асфалтира, се среди таа целата состојба, така да има многу позитивни примери. Не кажувам секоја системски решавање на проблемите, но има и мали чекори кои што на нас ни даваат мотивација да работиме уште повеќе, бидејќи нели кога го гледате резултатот и кога гледате дека е можно да се отстрани нееднаквоста, тоа е секогаш
мотив плюс да ние постапуваме. Има доста примери каде што луѓе се вратени на работните позиции од кои што биле отстранети, во случаи со, да кажеме, бремени жени имало доста позитивни примери каде што работодавецот увидел дека направил грешка, па нели се поправа состојбата, така да има стварно примери кои што се позитивни, кои што може да се прикажат на таков начин дека каде што е работодавецот посвесен дека има резултат. Не мора само да е работодавецот, било кој создал дискриминаторско постапување или во јавните медиуми, нели ако некој истапи има признание дека истапил погрешно, се изразил, па јавно се извинува. Да, има и доста. Може би некој медијаторски пристап да може. Па тоа е она што недостасува во законот. Ние во законот немаме одредба законска која што би ни дала можност да правиме медијација. Секако тоа би било добро, за да не дојде, да кажеме, до носење на мислење или до судска завршница, да можеме да ги помириме страните, бидејќи некогаш гледате дека со еден разговор може да се реши. Може да се надбина, да, малку да отстапат од своите позиции страните, дека во најдобар интерес ќе биде и за странката, мислам, нели, ќе се отстрани дискриминаторското постапување и за работодавачот, нели, кој што ќе си ги намали главоболките во иднина. Има и такви примери каде што се обидуваме да ги нели, кај што гледаме дека има можност, ги гледаме да ги со медијација да ги надминеме постапките кои што довеле до дискриминација. Тоа мислам дека со следното некогаш кога ќе се отвори законот, дека треба да се стави во законска материја. Например, во Австрија има пред одите на суд граѓански за заштита од дискриминација, судот секогаш ве враќа прво кај комисијата да се заштитат и судски трошоци кои што се таму повисоки сите оние работи, ги решава комисијата баш по пат на медијација. Так, активности кои што ќе следуваат, нешто на што конкретно и многу брзо ќе работите? Па, ги спомнавте веќе двете превентивни кампањи. Да, ние сме многу радосни со што тоа се случува. Тоа беше еден процес кој што траеше неколку месеци додека се усогласиме да настапиме заеднички. Едната комисија се однесува на заштита од дискриминација во спортот кај младите. Се вика еден тим за сите. На наше големо задоволство на иста маса седнавме ние, на Министерството за спорт, Фудбалската федерација на Македонија, Министерството за образование и наука и тука секако УНИЦЕФ како главен партнер кој што ја дава целокупната поддршка и финансирање на самите превентивни активности. Кампањата веќе е почната, значи имаше еден настан кој што значеше отварање на самата кампања. Сега сме во фаза кога се финализираат тие видеа, материјали во училиште кои што ќе бидат праќани, кои што ќе бидат пренесувани во јавноста, беа собрани сами млади фудбалери и фудбалерки, 50 деца на број во Европскиот центар, каде што самите ја направија химната и логото за оваа кампања, што е многу важно и мислам дека оваа активност ќе придонесе многу во подигнување на свеста во спортот, дека секое дете може да спортува, без разлика какви резултати ќе постигнува, значи без разлика на неговите карактеристики. Оваа кампања ќе се спроведува и во училиштата, направени се презентации, видеа и за секое видео наставникот ќе добие наобразба како да го пренесе тоа видео до самите ученици и ќе се таргетираат исто така и младинските спортски клубови. Втората кампања која што исто така веќе ја лансиравме, значи почната е, во која што исто се подготвуваат сега материјалите да се достават до школите, е за спречување на сексуално вознемирување и сексуална злоупотреба на деца во градинките и во основните и во средните училишта. Исто така таму има адаптирана кампања која што Советот на Европа ја спроведуваше во земјите членки на Европската унија. Ние со дозвола на Хрватска се адаптираше материјалот тука на македонски и на албански и на другите јазици. Тој е прилагоден на македонскиот контекст, се однесува на различни групи на деца од 4 до 7, па од 8 до 12 и 12 плюс години, различни се видеата со различни содржини, како да препознаат децата дека им се случува сексуално вознемирување и наследство, но и за стручните служби и наставниците и воспитувачите во градинката да препознаат кога детето манифестира одредени состојби и каде ќе може да пријави. Тоа е така една исто убава кампања, таа е со поддршка на проектот Владење на правото, финансиран од страна на Европската унија. И тука се вклучени директно исто така Министерство за образование и наука, на кој што им се заблагодаруваме во овие две кампањи, ни ги отворија вратите без никаков проблем. Сметаме дека тие се една од клучните алки заедно со градинките, можеме да кажеме и година подале, каде што треба да ги учиме децата
нели образование, но и воспитание за еднаквоста, за принципите на еднаквост, дека различностите не се лоши, туку се уште обединувачки фактор. И сметаме дека овие кампањи ќе бидат исклучително позитивни. Разговаравме и со моловите, значи City Mall, Eastgate, Diamond и со Телеком имаме некои преговори, видеа од овие кампањи да се презентираат и на скрин телевизорите кои што тие ги поседуваат за да нели има поголема видливост самите кампањи да го дадат посакуваниот ефект. Така, бидејќи секако како што и низ самиот разговор споменавме, од најрана возраст треба и најмладите, секако и повозрастните да учиме меѓусебно да се почитуваме, да не дискриминираме, да бидеме пријателски настроени и да најмногу да учиме за различноста на културите која што во крајна линија не обединува. Точно така имаше, ние им пишавме и благодарница на Телеком, кампањата нели стереотипите и предрасудите, децата не се раѓаат со предрасуди и стереотипи, туку ги учат во текот на својот живот. Мислам дека таа кампања исто нивна беше одлична и тоа е тоа што треба да се пренесе, бидејќи децата и сите ние се раѓаме нели без предрасуди, тие ги учиме од повозрастните. Ако цело време се наследува тоа учење на тие стереотипи и предрасуди, никогаш нема да смениме состојбата. Така треба и ние повозрастни да погледаме малце во себе и да нели зборуваме, им даваме на младите. Да. Ви благодарам многу за овој разговор. Верувам дека ќе имате голем број на активностите кои што ќе ги продолжите и следната година, кои што директно ќе бидат поврзани со дискриминацијата, но од другата страна како да не дискриминираме, да има се помалку проблеми од таков вид и да научиме нели меѓусебно да се почитуваме, нешто што можеби навистина алармот е вклучен и дека треба веќе да почнеме да го применуваме, бидејќи тоа директно влијае на квалитетот на живот на сите граѓани. Така и пред се благодарам и на вас како медиум што ни давате простор да нели можеме и јавно да настапиме и да зборуваме за недискриминацијата и за заштитата и превенцијата од дискриминација, бидејќи со тоа работиме и заедно, да кажеме, на подигнување на јавната свест и се надеваме на успешна соработка и во иднина. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Бидете со нас.